Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве што издвојуваме. Српската амбасадорка Душанка Томиќ ја посети општина Куманово. Можно поставување ограда на границите на Македонија. Заедно ќе ја победиме исламска држава. Во Париз вети американскиот државен секретар Џон Кери. Кошаркарите на Куманово продолжуваат со настапите во Еврокупот. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, тредневник на К3. Српската амбасадорка Душанка Томиќ ја посети општина Куманово. Главна цел на посетата беа преговорите за бегалската криза во која и Македонија и Србија досега се засегнати. Освен тоа беше разговарано и за изнаоѓање конкретни решенија за справување и одлуките кои ќе произлезат од средбата која е најавена со Министерството за внатрешни работи на земјите членки на Европската унија. Амбасадорката на Србија беше во посета на општина Куманово. Целта на посетата е соработката и присуството на збратимените градови, состојбата со бегалската криза во која Македонија и Србија се две најзагрозени држави, можните компликации од актуелните состојби во Европската заедница и најавите на Брисел и на другите држави за можност за оставување на тој мигрантски бран. Сега сме исправени пред големи предизвици. Токму затоа и овој долг разговор траеше во насока што е можно, какви се можни импликации, што би се случувало понатаму и да бидеме во една приправна состојба, бидејќи времењата се неочекувани и се можни разни варијанти, сценарија кои може да се случат баш на тој процес. Јас добив корисни информации како искусен дипломат кој долго години е на картата на дипломатијата во Балканот и пошироко, дека Куманово е град за почит во однос на тоа што го прави од нејзината хумана, солидарна компонента во однос на бегалската криза. Амбасадорката вели дека има добра соработка и заеднички интереси и проблеми. Таа вели дека овие средби се многу значени во кои ќе се разменат мислења и ставови за справување со состојбата со бегалската криза. Проблем е велики што су неке државе Голем проблем е што некои држави како Австрија и Словенија по некои информации најавија затворање на граници. Важна е само подобра координација на границата. Ке видиме што тоа конкретно за нас ке значи. Во секој случај, сите мали или поголеми блокади на границите со земјите од Европската унија кон кои бегалците тежнеја да одат и кои им се крајна цел не е ни Македонија, ни Србија, туку Германија, Австрија и некои северни држави. Ние сме должни да им пружиме помош, да ги регистрираме и да им помогнеме. Се приближува зима и треба да им обезбедиме услови за подолг престој. Услове за евентуални мало дужи боравак. Амбасадорката нагласи дека главната одлука ќе се донесува во петок, кога ќе има состанок со Министерството за внатрешни работи на земјите членки на Европската унија. Главната тема на која ќе заседаваат се мигрантите и бегалската криза и од нивните одлуки, ќе зависи какви мерки ќе треба да превземат Македонија и Србија. Владата на Република Македонија додели награди за најновативни решенија за проекти за рамномерен регионален развој, кои се реализираат во 8 плански региони. Центарот за развој на Североисточниот плански регион ја освои третата награда со проектот за подобрување на развојот на туризмот. Најиновативните решенија за проекти за рамномерен регионален развој кои се реализираат во 8 плански региони од земјава добија награди. Трите најдобри проекти ги изработиле центрите за развој на Североисточниот, Вардарскиот и Југоисточниот плански регион. Првата награда од 110.000 денари ја доби проектот Ревитализација на делот крај брежјето на Дојранското езеро Стар Дојран на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Втората награда со финансиска поддршка од 90.000 денари ја доби проектот Модернизација на предучилишно образование во општините со програми за правилен психофизички развој на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Третата награда му припадна на Центарот за развој на Североисточниот плански регион со проектот за подобрување на развојот на туризмот.
Изборот е направен со цел да се овозможи рамномерен регионален развој, а е поддржан од владата на Република Македонија, Министерството за локална самоуправа, Германското друштво за меѓународна соработка и Швајцарската агенција за соработка и развој. Раководителот на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, Младен Протиќ, појасни дека наградениот проект за подобрување на развојот на туризмот е во фаза на реализација. Истиот чини околу 8 милиони денари, а опфаќа низа активности за унапредување и развој на туризмот во општините од Североисточниот регион, со уредување на туристички локалитети и нивна промоција, опремување сместувачки капацитети и формирање регионално туристичко биро чие седиште ќе биде во Кратово. Градба на регионално туристичко биро во општина Кратово, опремување на дел од капацитетите во општините кои се старо училиште, во општина Ранковце со 20 кревети за туристи и во општина Старо Нагоричане во новиот дом кој го има за млади со исто така 20 лежеи за туристи. Во општина Липково изградивме неколку патеки, по селото Матече ќе се реновира паркот. Во општина Куманово реновиравме салата која ја нарековме регионална, значи за поголеми регионални настани. Од регионалното туристичко биро се предвидува во иднина да започнуваат сите активности кои ќе ги потенцираат регионалните туристички рути, кои се вкупно 7 на број од Крива Паланка до Липково. За ова е направена и посебна студија. Со тоа ќе се популаризира и афирмира богатото културно-историско наследство на регионот. Регионално туристичко биро свој човек, пропагандните материјали ќе бидат заеднички во иднина. Се надеваме во блиска иднина дека ќе обезбедиме еден минибус кој сите делегации од општините, амбасадорите, од Агенцијата за поддршка туризам, од јавниот сектор, од приватниот сектор би можеле да ги запознаваме со овие туристички рути, пред се да се запознаат со тоа што во тие локалитети и околу тие локалитети во иднина би можело да се инвестира преку системот за јавно-приватно партнерство, односно да ги запознаеме луѓето кои би сакале да инвестираат во хотели, во некои други содржини од областа на туризмот, да ги едноставно да ги видат тие локалитети кои, например, дел од нас, верувам, кои сме од овој крај, до сега ги нема видено, имат големи потенцијали. Она за што е награден проектот е иновативноста која се состои во комплетната понуда и промоција на сите 6 општини и нивните туристички потенцијали. Награди за најиновативни решенија се доделуваат за прв пат, а вице-премиерот Владимир Пешевски на доделувањето истакна дека наградите ја докажуваат се поголемата посветеност и фокусираност кон рамномерниот регионален развој, а најави и дека ваквата пракса во иднина ќе прерасне во традиција. Тој посочи дека оваа година право за учество имале повеќе од 300 проекти кои биле реализирани преку програмата за рамномерен регионален развој во период од 2009 до 2014. Секој од 8 регионални центри на планските региони аплицирал со по 2 проекти. Инаку, владата на Република Македонија е силно посветена на рамномерниот регионален развој. Годинава за 107 проекти усвоени од Советот за рамномерен регионален развој, распределени се вкупно околу 2,2 милиони евра, а заедно со проектите кои се реализирани во претходниот период, вкупниот буџет за оваа програма надминува 10 милиони евра. Поддршката на владата кон рамномерниот регионален развој продолжува и следната година, а за оваа програма планирани се двојно повеќе буџетски средства во однос на 2015 година, односно околу 5 милиони евра. Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани истакна дека инсистирањето на иновативност е зашто покрај буџетската поддршка, целта е проектите за регионален развој главната финансиска поддршка да ја добијат од ИПА фондовите на Европската унија. МЕПСО го вклучи под напон 400 киловолтниот далековод со кој директно се поврзуваат електропреносните системи на Македонија и Србија. МЕПСО го вклучи под напон новоизградениот 400 киловолтен далековод од Штип до македонско-српската граница, кој поминува низ општините Штип, Карабинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. Од МЕПСО апелира до местното население кое гравитира околу трасата на далеководот строго да се придржуваат до поставената сигнализација за предупредување од опасност поставена на далеководните столбови. Овој далековод, односно трасата на далеководот, поминува на територија на општините Штип, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. И во оваа прилика сакаме да апелираме до местното население на овие општини кои гравитираат на трасата на далеководот да бидат внимателни и да ја следат сигнализацијата поставена на далеководните столбови која предупредува за опасностите кои што може да се случат заради висок напон. Тоа значи доколку можат и доколку не мораат да не се движат под трасата на далеководот
и доколку мораат да се движат по трасата на далеководот, тоа да го прават внимателно и никогаш да не стапуваат во контакт со столбовите на кои е поставен далеководот. И будно и внимателно да ги следат сигнализациите кои што се поставени на секој од далеководните столбови. Тие се однесуваат за тоа дека линискиот објект се наоѓа под висок напон и дека треба да биде лимитирано движењето и да нема контакти со далеководните столбови. Новиот далековод е поставен на 168 челични решеткасти столбови, поставена на траса долга 70 км. Во изградбата на овој далековод МЕПСО вложи над 11 милиони евра. Со изградбата на овој далековод Македонско електропреносен систем доби пета врска со 4 соседни електропреносни системи, 2 интерконекции со грчкиот електропреносен систем и по една врска со електропреносните системи на Србија, Бугарија и на Косово. Советот на општина Крива Паланка ја усвои програмата со активности на општината од областа на образование за следната година. За оваа намена се издвоени околу 2,7 милиони денари. Активностите утврдени во програмата ќе се финансираат со средства од Министерството за образование и наука, од донации и од буџетот на општина Крива Паланка за 2016 година. Советот на општина Крива Паланка на последната седница ја усвои програмата со активности на општината од областа на образованието за 2016 година, за чија реализација се издвоени вкупно околу 2,7 милиони денари. Активностите утврдени со оваа програма ќе се финансираат со средства од Министерството за образование и наука, од донации и од буџетот на општина Крива Паланка за 2016. Основни цели на програмата се обезбедување активен однос на Советот на општината кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието, изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес, планирање на развојот на образованието, подобрување на условите за обовување на образовниот процес и создавање услови за развој на високо образование. Активностите на општина Крива Паланка во областа на образованието следната година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на подигнувањето на образовното ниво на младите и возрастните кои се надвор од образовниот систем, како и зајакнување на нивните стручни и социјални компетенции, зголемување на можностите за отворање дисперзирани студии за високо образование, обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со кои општината располага, создавање услови за воведување нови образовни профили во образовниот процес, истражувања поврзани со пороците на денешнината и слично. При реализирање на програмата од областа на образованието за 2016 година, Советот на општина Крива Паланка ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието финансирани од други инвеститори, заинтересирани партнери, фондации, бизнис сектор и други. Во општина Ранковце како рурална средина низа мерки се превземаат со цел да се искористи потенцијалот за привлекување туристи. Околните села кои припаѓаат на општината се погодни за алтернативниот туризам благодарение на еколошката средина како и поради непроценливото црковно богатство. Еколошки чистата средина, планинските пространства, здравата храна и чистиот воздух, како и црковното богатство и археолошките локалитети со кои располага општина Ранковце ги привлекуваат туристите, а во таа насока одговорните превземаат низа мерки. Со изградбата на регионалното туристичко биро за североисточниот регион ќе дојде до развој на алтернативниот туризам во овој крај, сметаат одговорните. Во насока на подобрување на сместувачките капацитети, во село Отошница привршува реконструкцијата на стариот нефункционален училишен објект кој ќе биде пренаменет во туристички апартмани со придружни летниковци. Почнавме со во село Отошница до кај домот во близината на кај старото школо што е, школото не е во функција моментално. И правиме реконструкција моментално, веќе при крај изградбата на работите. Значи реконструираме 6 соби кои ќе бидат опремени со купатила, фрижидерчиња и се што е потребно за да може туристите да преспијат тука и да го посетат езерото во село Отошница и така. Сега накнадо добивме уште пари од преку Североисточниот регион и апликацијата, добивме и за уредување на внатрешниот дел, значи со кревети и се што треба, плюс тоа имаме и 2 летниковци, што едниот ќе се монтира пред зградата, а другиот ќе биде покрај езерото горе. Со накнадно трето аплицирање, сега имаме уште 57.000 евра и 200, значи да ги смениме и крововите и на школото и на таа зграда што ќе бидат собите. Така што уште ќе се направи у школото и уште некоја соба, ќе се направи убава кујна за
за повеќе и една сала. Несомнено, уникатната природна убавина покрај вештачката акумулација на Отошнечка река со ваквата викенд населба ќе добие вистинска туристичка дименсија. Интересни се туристите, пред се за иселениците од овие краишта се и бројните црковно-народни собири кои се одбележуваат на големите христијански празници. Имаме повеќе собори у секое село, речиси, така да Германија е нешто најактуелно беше последниве 2 години. Од оваа година веќе почнавме и со прослава на општински празник. Тоа е 21 септември или Мала Богородица. И од оваа година почнавме и тука да го прославуваме, така за 2 август имаме Гулинци ноќен собир, што последниве 2-3 години се случува. Потоа си ги имаме оние порано што си постојат, и Сепсачи и Петралица, точно на денот на 2 август. Инаку за туристите може да им понудиме убава природа, планини. Имаме убави цркви, сега уште да направиме пристап до Опуската црква, која е една од најубавите на нашиот терен, и едина црква што кога се влегува се качаш на 3-4 скали нагоре, не спаѓаш. Одговорните ветуваат и подобрување на пристапноста кон црквата во село Опила, која е една од најубавите во регионот, а од неодамна во село Петралица е изграден православниот храм Света Троица, каде минувачите ќе најдат духовен мир и исконска убавина. Основното училиште Крсте Мисирков од Куманово со низа активности го одбележува својот патронат и јубилеј 67 години постоење. Ова беше повод дел од учениците да се представат со приредба. Годинава одговорните подготвија богата програма и наместо со еден настан, патронатот на училиштето се одбележува со низа активности. Своите вештини и знаења на квизови и спортски надпревари, основците кои учат во Крсте Мисирков има можност да ги демонстрираат во пресрет на приредбите, со кои учениците од 1 до 5 ги поздравија есента и празникот на училиштето. Во настанот уживаат дел од родителите и вработените од Крсте Мисирков, а првиот човек на училиштето, Александар Саздевски, ги пофали младите за нивните успеси и залагања. Училиштето учебната година ја заврши доста успешно со еден висок просек, 4,25, и самиот просек говори дека и самите ученици учествуваа на голем број на надпревари, што општински, што регионални, што републички. На сите тие надпревари, зависно од природна група предмети, така и општествени јазични, нашето училиште зема учество и горди сме задоволни што скоро во сите надпревари што учествуваме, нашите ученици беа меѓу првопласираните. Така што одредени дисциплини завршивме на републичко и балканско првенство. Денот на училиштето Крсте Мисирков го одбележува на 18 ноември, додека на 19 ќе се одржи музичко-поетско дружење, а на 20 делегации од училиштето и други установи ќе положат цвеќе пред бистата на патронот. Во оваа општинска образовна установа настава посетуваат 1112 ученици. Представници од Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка во соработка со соседите од Црвен крст Ќустендил од 13 до 15 ноември присуствуваа на семинар во Ќустендил одржан на тема волонтерството и младите. На него се разговараше околу зајакнување на капацитетите на младите волонтери од клубовите на млади во двете општини. Отпочнувајќи меѓународна соработка со Црвен крст на Бугарија, општинска област Ќустендил, представници од Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка од 13 до 15 ноември присуствуваа на семинар во Ќустендил, Република Бугарија, на тема волонтерството и младите. На семинарот се разговараше за зајакнување на капацитетите на младите волонтери од клубовите на млади во двете општински организации, информира секретарот од Црвен крст Крива Паланка Дарко Пешовски. Ова беше првиот од предвидените 2 семинари волонтерството и младите. Следниот семинар на иста тема ќе се одржи во средината на декември во организација на Општинската организација Црвен крст Крива Паланка од 11 до 13 декември. Крајна цел на истите е зајакнување на капацитетите на младите волонтери преку размена на широк опсег алатки кои во понатамошниот период ќе обезбедат поквалитетни услуги за помош на ранливото население, како и регрутирање нови волонтери и здружување на истите во подолг временски период во националните друштва.
Организацијата Girls in Tech Macedonија најавува дека наскоро на сите девојки, членки на организацијата кои неодамна завршиле или се во последна година на студиите на IT факултетите, ќе им овозможат платени пракси во некои од најдобрите компании во Силиконската долина. Организацијата Girls in Tech Македонија најавува дека во соработка со Girls in Tech Global и интершип програмата на Силиконската долина, на сите девојки членки на Girls in Tech кои неодамна завршиле или се во последна година на студии на IT факултетите, ќе им овозможат платени пракси во некои од најдобрите компании во Силиконската долина со виза. Станува збор за позиции со полно работно време и целосна плата во време траење од 1 година. Избраните кандидатки ќе имаат можност да работат 1 година со инженерските тимови на технолошки стартап компании, со работници на СВИП и да ги развиваат своите IT, но и предприемачки вештини преку структурирана програма која покрај работната позиција вклучува и хакатони и други настани кои за време на нивниот престој ќе бидат организирани од Girls in Tech Global и СВИП. На крајот на програмата, учесниците ќе можат да се вратат во своите земји и да пренесат дел од искуствата стекнати во текот на таа незаборавна година. Успешните кандидатки, според најавата, треба да добијат плата во висина од околу $60,000 на годишно ниво за нивниот годишен ангажман во компанијата. Апликациите се отворени, а интервјуирањето и поврзувањето со соодветни стартап компании ќе се случува на почетокот на 2016 година. Повеќе информации и формулари за аплицирање се достапни на линкот siliconvalleyinternship.com. Популарно наречената Силиконска долина е израз кој се користи за јужниот дел од заливот на Сан Франциско. Името отпрвим било поврзано со големиот број произведувачи на интегрирани кола кои постојат во регионот, но со време станало синоним за сите бизниси кои се занимаваат со висока технологија. Советот за безбедност на одржаната седница по терористичките напади во Париз и предизвиците од мигрантската криза изрази најостра осуда за терористичките напади и длабоко искрено сочувство до граѓаните на Француската република. На седницата беше заклучено дека АРМ и управувачкиот комитет како крајна мерка да можат да превземат и поставување барикада со жица на местата на кои ќе се оцени дека е потребно. Советот за безбедност на одржаната седница на 16 ноември по терористичките напади во Париз и предизвиците од мигрантската криза изрази најостра осуда за терористичките напади во Париз и длабоко и искрено сочувство до граѓаните на Француската република. Во врска со заканите од насилниот екстремизам и странските терористички борци, констатирано е дека институциите редовно преземаат мерки и информираат. Безбедносните служби на Република Македонија реферираа за сите предизвици и потенцијални закани со кои се соочува регионот, како и мерките кои нашите институции во соработка со партнерските служби ги преземаат за нивно спречување. Утврдено е дека во однос на мигрантската криза, надлежните институции во Република Македонија настапуваат во согласност со Законот за управување со кризи. Заклучено е армијата на Република Македонија и управувачкиот комитет да ги преземат сите потребни мерки во случај на промена на ситуацијата на теренот, во смисла на можни ограничување на протокот на мигранти во другите држави во Европа кон кои тие се упатуваат. Доколку состојбата со протокот на мигранти добија тренд на намалување во другите земји, Советот за безбедност заклучи АРМ и управувачкиот комитет како крајна мерка да може да преземат и поставување барикада со жица на местата на кои ќе се оцени дека е потребно. Советот за безбедност ја задолжи АРМ веднаш да ги започне сите подготовки и активности за расчистување и подготовка на теренот за евентуално и можно поставување ограда. Советот за безбедност потенцира дека поставувањето на оградата не би било во насока на затворање на границата, туку канализирање и ограничување на протокот во согласност со бројот на мигранти што ќе го прифатат државите во Европа кон кои тие се упатуваат. Сепак, ваквиот чекор кој засега е само можност би се преземал во крајна нужда, односно само доколку земјите кон кои се упатуваат мигрантите значително го намалат протокот и на тој начин Република Македонија ќе биде доведена во ситуација да се соочи со предизвикот за подолг престој на неконтролирана бројка мигранти за која нема капацитет и можност да даде хуман третман. Заедно ќе ја победиме исламска држава во Париз, вети американскиот државен секретар Џон Кери. Француските власти бараат домашен притвор за француски граѓани кои се вратиле од Ирак како и Сирија. Бројот на загинати во терористички напади во светот е поголем за 80% од минатата година. Следуваат вестите од светот.
Заедно ќе ја победиме Исламска држава, вети во Париз американскиот државен секретар Џон Кери и додаде дека САД се солидарни со Франција во борбата против терористичката групација. Ова ноќ сите сме парижани, рече Кери пред новинарите пред американската амбасада во Париз, чија фасада беше осветлена во боите на француското национално знаме, црвена, бела и сина. Никој не треба да се сомнева дека светлината продолжува да грее во градот на светлината и мракот никогаш, ама баш никогаш нема да надвладее, нагласи Кери. САД и Франција не се само пријатели, тие се едно семејство, ќе ја победиме Исламската држава и сите кои споделуваат незината идеологија. Заедно ќе се бориме со нив и ќе победиме, додаде тој. Кери ќе биде домаќен во амбасадата на САД на средбата со францускиот претседател Франсуа Оланд. Француската влада подготвува нови законски промени со кои француски граѓани кои се вратиле од Сирија или Ирак би биле под домашен притвор, јавија француски медиуми. Владата сака французите вмешани во джихадистички организации во Сирија и во Ирак да бидат под процедура за издавање влезна виза ако сакаат да се вратат во Франција. Според извори за таков вид механизам би требало да се измени уставот. Председателот Франсуа Оланд изјави пред парламентот дека во најкус рок ќе бидат представени предлози за промени во уставот, за да може властите да се спротивстават на тероризмот. Бројот на убиените во терористички напади во светот се зголемил за 80% во 2014 година и достигнал 32.658 лица, се наведува во извештајот на аналитичката група Институт за економија и мир. Минатата година во 11 земји имало над 500 загинати лица во терористички напади, се додава во извештајот. Терористи поврзани со Исламска држава и со Боко Харам, кои главно действуваат во Нигерија, се виновни за 51% од убиствата оваа година, покажува глобалниот индекс на тероризмот, составен од институтот кој пресметал дека цената на тероризмот минатата година изнесувала 53 милиарди долари. 78% од загинатите во терористичките напади се во 5 земји: Авганистан, Ирак, Нигерија, Пакистан и Сирија. Кошаркарите на Куманово продолжуваат со настапите во Еврокупот. Утре ќе гостува реномираната екипа на Турк Телеком, тим во кој ќе настапуваат искусни интернационалци. Иако Куманово има проблеми со некои кошаркари, оптимизмот е на високо ниво. Во првиот надпревар во Анкара, Турк Телеком оствари убедлива победа, а за ремашот тренерот Луковиќ пред нашата камера ги истакна здравствените проблеми кои влијаат врз работата на екипата. Господин Луковиќ, утре кошаркарите на Куманово ги чекува важен напревар против Турк Телеком. Ево да ни кажете во какво расположение го пречекуваме турскиот состав. Па искрено да кажем, после ове веома значајне победе за наша екипа против екипе КК Работничко из Скопја, расположение je, da kažem, u usponu. Jedino što malo brine to je povreda igrača Bijelića koji sigurno neće biti u sastavu za sutrašnju utakmicu i normalno i hendikep što ekipa nije bila ni kompletna ni protiv Rabotničkog. I osjeća se mala povreda, pogotovo Aleksandra Kostovskog koji ima mali hematom na desnoj nozi. Još jedna za nas, da kažem, je loša strana što maltene Uroš Luković je igrao zadnje dve utakmice pod antibioticima i temperaturom, mislim od puta u Poljsku protiv Rose Rodoma i ekipe Rabotničkog, tako da što se tiče zdravstvenog biltena nešto nije povoljno. Međutim, kad god govorimo o mojim igračima, verujem da će oni smoći snage i onaj zadnji atom snage da pokažu pred ovom našom vernom publikom, da su spremni da iskoče iznad svojih mogućnosti i da pruže jednu dobru partiju i da se nadamo jednoj dobroj igri. Ja se iskreno nadam da ćemo pružiti jednu, da kažemo, od možda najboljih igara do sadašnjem šampionatu. Pa normalno, kad vam kažem nešto, bilo koja ekipa iz kog dela tabele dolazi iz turskog šampionata, možda jedna od dve najjače, da kažem, lige trenutno u Evropi, pokrivena, da kažem, maltene, svaki igrač ima svoju zamenu u tom rosteru, gde je neverovatna, da kažem, i kohezija u timu koja postoji sa izrednim pojedincima koje se pretvara jedan dobar kolektiv i to samo govori igra koju su pružili protiv KTP-a, ekipe iz Finske, gde su dobili lagano 40 razlike. Sve to govori
idu u prilog da je ekipa Tur Telekoma na papiru sigurno favorit protiv ekipe KK Kumanova, međutim favoriti ne pobeđuju uvijek. Ovo je naš grad, naša hala i svaka kazna koja bi došla od strane FIBE za nas je enormno skupa i zato još jednom molim sve navijače koji bilo kakve netrpeljivosti imaju da to ostave posle utakmice i za neki drugi razgovor, ali kad dolaze na utakmicu da dođu samo da bodre ekipu KK Kumanova, da bodre svoj grad, svoje igrače, svoje ljude oko sebe i da budemo jedinstveni. Ja se nadam do možda još jedne nove evropske pobjede. Средбата Куманово Турк Телеком е закажена за утре со почеток во 20 часот и 30 минути. Македонската фудбалска репрезентација во пријателскиот надпревар против Либан доживеа минимален пораз од 1-0. Избраниците на Ангеловски на арената Филип II се представија во бледо издание и на крајот заслужено беа поразени. По опетливата победа против Црна Гора верувавме дека нашата репрезентација ќе продолжи во ист стил и против Либан. Меѓутоа, пред малобројната публика во Скопје избраниците на Ангеловски не прикажаа ништо и заслужено беа поразени. Во првото полувреме видовме равноправна борба со повремени обиди од двете репрезентации. Македонија имаше одлични две шанси преку Шиков на почетокот и Мојсов во финишот на првиот дел, но останаа нереализирани. Либанската селекција во оглавном се обидуваше преку брзи противнапади да го загрози голот на Димитриевски. А токму Димитриевски беше виновникот за примениот гол, а стрелец за либанците беше Омари. По примениот гол, Македонија тргна агресивно кон голот на Либан, но сите напади беа јалови и безуспешни. Последната шанса за Македонија ја пропушти Шиков, кога не успеа да погоди. Да се надеваме дека Либан беше само слаб ден за македонската репрезентација. Македонскиот репрезентативец Наумче Мојсовски ќе продолжи во романскиот тим ЦСМ Букурешт, каде предводник ќе му биде поранешниот селекторот Звонко Шундовски. Македонскиот репрезентативец со романскиот тим ќе потпише договор за сезоната, а со можност истиот да биде продолжен за уште една година. Мојсовски е без клуб откако му заврши договорот со Лахвија, поради што и не беше повикан во репрезентацијата, која пред една недела настапи на надпреварувањето во Умак. Мојсовски досега бил играч на Струга, Пелистер, Вардар, Лариоха, Металург и Лахвија. Крилниот играч на македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром Марко Луковиќ е најдобар скокач во 10-тото коло од АБА лигата. Во дуелот на македонскиот шампион во регионалното надпреварување, српскиот интернационалец нагости кај Будуќност оствари 11 скока и заедно со 10 поени стигна до дабл-дабл ефект. Со тоа тој беше еден од подобрите во редовите на МЗТ Скопје, заедно со Љубомир Младеновски, кој го одигра недобриот дуел во лигата. Република Ирска ја искористи предноста на домашен терен на реванш бараж дуелот со Босна и Херцеговина и со победа од 2-0 го потврди пласманот на Европското првенство кој ќе се одржи во Франција. Ирците остварија реми 1-1 од првиот надпревар, како и да е предводени од Джонатан Волтерс и го победија незгодниот противник. Искусниот Волтерс погоди од пенал во првото полувреме, а стави точка на дуелот кога во 70-та минута зголеми на 2-0 и го постави конечниот резултат на средбата на Вива, чиј што старт беше одбележан со недолично однесување на дел од гостинските навивачи кои беа на гостувањето. Пријателскиот надпревар меѓу Белгија и Шпанија вечерва официјално нема да биде одигран, откако одговорните луѓе на двете селекции решија да не преземаат огромен ризик и да го откажат надпреварот поради заканите дека ќе биде извршен терористички напад во Брисел. Предходната ноќ во Париз од пред неколку дена, во која загинаа повеќе од 130 невини луѓе, ја згрози светската јавност, а поради зголемување на можноста да биде извршен евентуален терористички напад во белгиската престолнина, донесена е конечна одлука да не се одигра пријателската меѓу Белгија и Шпанија во 20:45. Европскиот фудбалски сојуз УЕФА истакна дека Европското првенство следната година ќе се одржи во Франција, како што беше претходно одредено и покрај терористичките напади во Париз, во кои загинаа најмалку 129 лица. Жребката за групите ќе се одржи според планот на 12 декември во Париз, а надпреварувањето ќе се организира од 10 јуни до 10 јули 2016 година. По драматичните случаи во петокот во Париз сакаме да ја потврдиме својата посветеност дека безбедноста и обезбедувањето се поставени во центарот на нашите организацијски планови. Иако нема причина да се верува дека првенството би можело да биде цел на какви било напади, потенцијалната терористичка закана секогаш е земена предвид, објави УЕФА.
Филаделфија и понатаму единствениот тим во НБА лигата кој од почетокот на сезоната нема победа. 76-ките во ноќта меѓу понеделникот и вторникот загубија од Далас со 92-86. Оклахома загуби во Мемфис со 122-114 во надпревар во кој блескаше Расел Весбрук. На брилијантен надпревар постигна 40 поени, на кој придодаде 14 асистенции. Како и да е, Оклахома не успеа да победи во Мемфис. Во отсуство на Кевин Дурент, Весбрук на теренот подршка доби само од Сержи Бака со 18 поени, а тоа беше недоволно Оклахома да слави во Мемфис. Славе и Сан Антонио, Бостон, како и Чикаго. Времето во Македонија беше сончево, топло со мала локална облачност и слаб претежно јужен ветер. Какво време ќе има североистокот да погледнеме од метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Благодарам за вниманието, пријатна вечер.